Шербет Оро беше тоа што го проследивте. Верувам дека придонесовме за ваше убаво утринско расположение и овој вторник, овој 25 февруар. И Шербет Оро е најава за нашиот втор утрински гостин ова утро. Од мојата десна страна Бојан Стојановски, кој што е кларинетист, кој што од многу мали години се занимава со свирење на кларинетот, а сега е во моментов студент на Музичката академија овде во Скопје. И веќе на своја 22 годишна возраст има неколку ора и ова манастирско оро кое што ќе го слушнете на крај, почитувани, е вовет во неговиот прв албум. Бојан, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма на Алфа телевизија. Она што има можност да го чујат гледачите беше Шербет Оро. Има интересен, убав наслов и весело, убаво оро. Ке ни кажете со кого е работено орото? Бидејќи видовме заедно со вас и цел оркестар. Добро утро пред се. Мило ми е и голема чест што сум дел од ова утринско шоу и прекрасна телевизија на Алфа. Околу орото сакам да наведам дека е работено со Златко Миладиновски, авторот на самото оро е Златко Миладиновски. Јас сум изведувач на орото. Оркестарот е исто на Златко Миладиновски и е последното оро што го имам работено моментално најактуелно. Шербет Оро. Има интересен наслов, зошто Шербет Оро? Самото оро така си дојде од студиото, блажина на орото, мелодична музика за слушање. Да. Така дојде насловот. Сега, Бојан, потекнувате од музичко семејство. Како што кажа во најавата, од 8 години веќе свирите кларинет. Од вашиот татко се предпоставувам тие почетоци. Потоа сте ученик во нижо музичко во Охрид, па во средно во Струга и сега на Музичката академија. Како започнуваете таа ваша музичка приказна, да кажем? Како што кажавме, доаѓам од музичка фамилија, трае долго години и голема благодарност и воедно да поздравам мојот татко, кој се погрежи цело во искуство и едно животно патување низ музиката, не е секојдневно детство. Исполнето со многу музика, почнува од моментот кога оде со татко ми на неговите настапи, од тука дојде... Од мали нозе, така? Да, од мали нозе, второ, трето деление. Немав како секој нормално детство, туку бев со татко ми на настапи, на свадби, на семејни прослави. Едноставно ме исполнуваше тој момент да го доловам, па така и се одлучив покрај него да ја продолжам таа семејна традиција. Мислите дека доколку таткото свири кларинет исто? Да, доколку не свирил кларинет, некој друг инструмент ке сте свирили или можеби тоа е така влијанието од родителот, од таткото? Има и тоа влијание во спротивно секако дека ќе се занимавав со музика. Не мислам дека нешто друго толку би можело да ми исполни колку што е музиката. Како музиката. Значи од мали нозе, така, кларинетот, го спомнуваме неколку пати, тоа е вашиот инструмент, студирате кларинет на Музичката академија овде во Скопје, која година? Трета година, значи има уште малку, така? Уште малку, да. Уште малку до дипломирање. Каков инструмент е кларинетот? Дрвен музички инструмент, со векови назад има доста голема промена во него, извршено прво на самиот изглед, многу мелодичен. Мислам дека треба да си голем емотивец за да го совладаш и да ја пренесиш на самата публика и на целата околност околу тебе, моментот и самиот тон што го создава тој кларинет. Во кој тип на музика се користи кларинетот? Само во народната или може да се користи и во забавна, класичната, може би? Го има во џез музика, почнате самото влијание имат на класичната музика. Има најдено место во нашата македонска музика. Доста е познат, имаме доста стари автори на ора, на песни. Најчесто, скоро во секоја песна македонска има кларинет. И самиот тон придонесува за автентичност на самиот инструмент. Тешко ли се совладуваат техниките на кларинетот? И ме интересира, бидејќи како мало дете
претпоставам на 8 годишна возраст, малку е тежок инструментот, така? Има ли можеби некој кларинет за почетници или тоа е тој, инструментот е тој? Има различни штимови, има помали и поголеми кларинети. Ова е класичниот кларинет, тој Б штимот. Тежината на самиот кларинет не е толку проблем. Од мала возраст техника е во прашање. Тешко се совладува техниката? Со многу Вежбање. труд, со вежбање не е толку тешко колку што треба да си посветен на самиот инструмент. Колку часа дневно вежбате кларинет? Кога бев основно, односно нижо и средно, повеќе време веројав поминував на кларинет. Не бев човек што фудбал го интересираше нешто, само музика, гледање на YouTube, на телевизиски програми, емисии, све е поврзано околу музика. И најчесто од 1 до 3 сати денот активно вежбање, посветеност. После таа одредена минутажа, паѓаш и психички, не можеш толку да се задржиш на моментот, нешто да го средиш, да го навежбаш како што го има замислено. Покрај тоа што свирите со кларинет, Бојан исто така кажавте дека од мали нозе сте со музиката, многу време поминати со музика, многу часови вежбање и на YouTube слушање музика. И дали тоа некако само по себе си донесе да почнете да компонирате музика, бидејќи сте автор на овие првото оро беше Печалбарско оро, така? Да. Кое што е ваше, пред колку години е напишано, на која возраст? На 17? На 18 години го имам иставено првото оро. Тоа ми е поклон од професорот Кирил Стојчевски, кој е директор на Средното музичко училиште во Битола. Голема благодарност и да го поздравам. Моментот за тоа оро го добив од гледање и разговарање со постари лица. Го доловив моментот на печалбарскиот тежок живот на нашиот народ. И од тој момент си дојди самата мелодија по себе, со малце експериментирање со тоновите и моментот и тежината на самата помисла колку бил тежок печалбарскиот живот, годините што биле надвор од нашата земја, неконтактот меѓу луѓето, фамилиите, така е и напишано самото оро. Самата тежина печалбарството што ја носи со себе, инспирација за тоа Печалбарско оро, претпоставувам дека е и тешко. Па вака и за изведба претпоставувам и општо така можеби има примеси малку на тага. Или грешка сум. Јас го немам чуено орото, не знам. И самиот доловен е моментот и со самиот спот на орото се предскажува исто како еден печалбар тргнува на пат. Моментот од испраќање, моментот на самото враќање од печалба, доловени се повеќе моменти на таја минутажа што е орото, макар и би било подолго, има што да се прераскажува низ музика, ама колку што можевме, го стеснавме кругот и го имаме доловено, мислам дека најидеално моментот на самата на самиот збор печалбарство и самата тежина на сето тоа на печалбарството што ја носи со себе. Ке сакам малку тука да, бидејќи го носите инструментот со вас, да направиме една мала музичка пауза, ама во живо, да ни отсвирите нешто на овој инструмент во живо. Би било убаво да слушнеме како звучите Бојан во живо, а потоа ќе си позборуваме и за останатите ваши ора и ќе го најавиме и албумот кој што е во подготовка. Да. Што ќе отсвириме сега во живо, што ќе слушнат гледачите? Ќе отсвирам, имам преработка исто направено на доста познато македонско оро, пембе оро. Ама нека биде дел, бидејќи да не оди целото, да. Најслаткиот дел од орото си. Ете така.
Тоа сакав да прашам. Гледам дека треба да се има, нели, претпоставувам, техника околу дишењето, бидејќи овој инструмент бара посебна техника околу дишењето, кога не е само играта со прсти, туку претпоставувам и дишењето има голема улога овде, нели? Да, се користи техника на диафрагма. Дишењето доаѓа од диафрагмата, не е како вообичаено. Затегнатост, поставеност на уста, техника со јазик, техника со прсти, движење на прсти, грифови. Значи, повеќе функции во едно. Не е така едноставно како што нам не изгледа вака од страна. Да, малку трпна работа, може да се дојде до голем успех. Така е. Сега, Бојан, значи првото оро е печалбарско оро, понатаму си следува и соработка со останати автори, меѓутоа неминовна е тука и соработката со уште еден член од вашето семејство, тоа е вашиот брат. Да. Малку околу тоа да ни кажете, вашиот брат е пејач, така? Да. Се вика Дејан Стојановски, да го поздравам и него. Можам да кажам дека за наши незрели години на само 19 и на 22 земаме преголем залак да истовремено во една година да издајме 3 албуми. Ето, со братот заедно, така? Мој авторски албум, негов авторски албум и еден заедничкиот што ќе биде представен, што ќе има промоција на самиот албум и ќе бидете поканети на самата промоција. Се работи за возобновување на стари, доста познати, подзаборавени македонски песни со добри аранжмани. Да ја најавам, исто и нова песна имаме обработено. Премиерата ќе биде за многу скоро, не откривам се уште, добро. Се уште, нека биде малце во тајност. Насловена Младост, лудост. Самиот наслов за песната ни кажува колку сме млади, знаеме дека патот до тој успех што ни е како цел, дека е многу тежок, трновит пат, дека не може да се стигне толку брзо до тој успех. Пак сме многу млади. Ама животот е пред вас, така да ова ви се само почетоци. Јас мислам дека и верувам дека ќе слушне Македонија за вас, вашето време до прва доаѓа, што би се рекло. Вие сте на 19 и 22 години, веќе неколку и песни и проекти авторски позади вас и еве албуми во најава, во подготовка. Покрај тоа што соработувате со братот, соработувате и со други, претпоставувам и верувам, со други музичари? Да, соработуваме со доста музичари из Македонија. Еден од нив е Златко Миладиновски, доста познат на македонската естрада, кој е задолжен и можам да кажам најголем виновник за целата музика да звучи како што ја слушаме. Кажавме дека сега ова оро кој што ќе го видат гледачите, Манастирско оро, тоа е впрочем првото оро како најава од албумот кој што следува. Така. Колку песни се планираат овде? Малку да кажете за Манастирското оро, со кого е работено спотот? За Манастирско оро морам да го поздравам мојот професор од средна школа. Добри 4 години поминати со него, многу мотивација, да го поздравам професорот Ацо Тасевски. Многу мотивација, можам, не е секој дневно дојде на орото, ајде ќе застанеме да го составиме и да се снима, туку кроз тек на учење покрај класичната музика, по некој елемент, фрагмент додаен, се склопи целото оро. Го работам во Гимел студио во Битола, со аранжман е Кирил Стојчевски, исто професорот. И можам да кажам дека, односно, да ги поздравам и колегите што беа дел од целиот проект, снимане на една доста автентична локација во Охрид, градот на вода, познат како заливот. Да, од Охридскиот така. Како заливот на Коските, доста добар спот. Самиот наслов си ја носи, можам да кажам, Манастирско, пак тргнуваме од вербата према Бога, на така. И тоа е за
колку значи Манастирско оро е првото оро од албумот. Албумот ќе биде само со ора, така? Ќе има ора. Колку се предвидува, колку песни предвидувате? 8 композиции, 8 до 10. Ќе биде повеќе на инструментална музика. Ќе има 2 композиции каде што ќе има вклучена и вокална интерпретација. Нема да биде секојдневно само музика и инструментално искажување на емоција тие. Ќе има малце и нешто ново што не е слушнато тука на македонските простори. Мешање на музика, малце джез, малце се задржуваме на македонскиот мелос, на македонскиот вкус, ама нешто малце поразлично и мислам дека добро ќе влие на македонските слушатели. Значи ќе биде уживање со еден збор кажано за сите сетила. Бојан, имате ли некои настапи да најавиме, бидејќи со кларинетот претпоставам настапувате некаде низ Македонија? Да, работиме свадбени прослави, каштевки. Со бенд или како? Со мојот брат, да, имам и бенд што стои позади нас, дечките да ги поздравам. Поздрав до бендот, кажете го како се вика името слободно? Работиме како Дејан и Бојан, да, како име. Имавме во прошлата година доста работа и во новава година имаме доста бурна сезона со настапи. Работевме досега во Охрид, малце ни се прошири таа работа и низ другите градови низ Македонија. Тоа е околу настапите. Значи дека сте млади, ама не сте толку нели везнаат сепак луѓето, не сте толку да кажам млади на македонскиот музички пазар, ама иднината е пред вас. Ќе имате уште многу настапи, еве планови се, веќе си знаете што ви е во план оваа година. Има интерес од публиката, поготово на младите, нели? Да. Мене ми е задоволство вака секогаш кога млади луѓе со 19 и 22 години што си ја сакаат својата песна, својата македонска песна, си ја негуваат македонската музика, кажавте дека ќе ги свирите оние песни кои што се веќе подзаборавени. Љубаво е да се слушнат, љубаво е новите генерации да дознаат за оваа наша исконска македонска музика од нашите предци. Времето ни е веќе тука. Предвидено за овој разговор. Останува на гледачите и на сите нас да ги повикам гледачите да го погледнат орото, Манастирско оро, кој што ќе биде вовед за албумот. Албумот има уште име или се уште малце тајност? Малку тајност, добро. Меѓутоа ќе бидеме поканети на промоцијата. Бојан, благодарам за гостувањето. Посакувам многу успех и на факултетот, прво да се заврши факултетот, а потоа нели сите оние работи како што си доаѓаат и настапи и албуми и сето останато. Еве, ќе оди спотот, преубав кадар од заливот на Коските. Благодарам уште еднаш.